Ново издание на емисијата Напладне. Добар ден и добре ни дојдовте. Оваа емисија е во пресред на Великденскиот пост, па токму тоа ќе биде нашата денешна тема. Со почетокот на Великденскиот пост се наметнува секогаш вечното прашање: дали е поголем грев да се омрси човек или да прави лошо? Дали Бог повеќе гледа што јадеме или како живееме? Наш денешен гостин е свештеникот Љупчо Бакрачевски. Токму со вас ќе разговараме за овие теми и секако ќе дискутираме за тоа што постот представува всушност, дека не е диета, туку духовна борба и зошто љубовта, смирението и добрите дела се всушност суштината на христијанскиот живот. Прво, добар ден и добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Во најавата и поставивте прашање и дел одговоривте. Меѓутоа, секогаш православниот христијанин особено, како и секој верник, мислам, без разлика на која верска основа се повикува, има такви прашања во смисла со што после овој живот понатаму. Значи, меѓутоа, кај православните христијани се многу поделикатни и конкретни од некои прашања, бидејќи ние како православни христијани нели знаеме дека живееме во овој времен век, припремајќи се за спасение или за живот во идниот. Сега, едно од главните причини за квалитетно живење токму тој повик кон идниот век или кон вечноста, кон спасението, стремејќи се. И како алатка за спасението, постот игра многу голема улога. И токму затоа не чуди фактот што најчести се прашањата околу постот во православната црква или за православниот човек. Диета во никој случај не сме да биде постот. Постот треба да биде одреден момент на самоодрекување, на самопонижување на човекот. Самопонижување не во смисла на заборавање на Божиот образ во себе, туку заборавање на грешниот човек или погазување на самото его во човекот, на она што ние ја злоупотребуваме слободната волја како најголем Божи дар и на она што може ние да се поправиме во текот на нашиот живот преку постот или преку некакво си одрекување од храна, од помисли и така натаму. Така, зошто Великденскиот пост се смета како еден од најважните во православието? Кога точно започнува и колку трае? Вака, ние имаме 4 големи поста во православната црква, покрај тоа што имаме и среда и петок како денови кога постиме. Едниот е во чест на предавството на Исус Христос, другото е на распнувањето, а трите големи фиксни пости осекување на главата на Свети Јован Крстител, воздвижење на честниот крстов ден, значи и така натаму, и денот, значи пред водици како посен ден водопост. И во овие 4 поста, Великденскиот, Божихниот, Богородичниот и Петровденскиот пост, најголема улога или најголемо внимание се дава токму на Великденскиот пост. Зошто? Бидејќи преку Великденскиот пост или преку целиот богослужбен циклус, ако ние го разгледаме што се случува, ние пред да почнеме со постите, ние го отвораме постниот триот. Тоа е богослужбена книга која се отвора во неделата на Митрот и Фарисејот. Значи, тие пред да дојде моментот на постот, ние веќе неколку седмици претходно се подготвуваме за самиот тек на постот. И кога доаѓаме до денот на Христовото воскресение, ние ја затвораме таа книга и буквално, меѓутоа и мислено, и отвораме нова цветен триот, кој што ни важи до неделата на Сите свети, односно неделата после денот на Светиот Дух, односно после Духовден. И во тој контекст би напоменал дека овој пост трае 6 седмици, вклучувајќи ја плюс и страстната седмица, освен тие 6 седмици, трае до Великден. Значи, од поклади до Великден ние се воздржуваме од мрсна храна, јадеме постна храна. И од моментот кога ќе го прославиме Христовото воскресение, веќе постот завршува и може да јадеме веќе се понатаму. А главната
главното прашање што треба да си го поставиме е дали пред почетокот на постот или после Великден нешто би ни променила храната во нашиот живот. И тоа е на она што црквата најмногу зборува и токму затоа во текот на Великденскиот пост богослужбите се подолги, имаме покаен канон на Свети Андрей Критски кој што го читаме, имаме големи поклони и така натаму, значи не станува збор само за она дека ние се одрековме од храма, туку веќе поголемо внимание посветуваме на себе да се поправиме и повеќе внимание дел од денот поголем посветуваме на Бога и на богослужба. Тоа всушност е разликата меѓу останатите 3 поста во црквата и Великденскиот пост како главни, да речам, разлики. Меѓутоа црквата секогаш го става постот на еден посебен пиедестал, бидејќи ние во моменти кога не постиме, не значи дека треба да правиме се што ни е наложено во светот и така натаму. Тоа ми беше и следното прашање. Како всушност верниците треба духовно да се подготват за постот? Веќе начнавте? Што е она што вие би им го кажале на верниците кои што планираат да постат? Па вака, ако зборуваме од аспект на исхрана, верниците треба да се подготват за еден период кога нема да може да јадат се што сакаат, ако се одлучат да постат. Значи, месо, јајца, млеко, млечни производи треба да исфрлат од секојдневната исхрана, значи се префрлуваме на растителна исхрана и покрај тоа треба да посветат поголемо внимание на богослужбениот дел што го спомна. Значи во момент кога ние постиме не само дека не јадеме одреден вид на храна, туку напротив гледаме што повеќе да посветиме внимание кон Бога, повеќе да се молиме. И всушност нашата подготовка за постот започнува токму во секојдневниот наш живот. Значи ние постојано се потсетуваме или се спомнам дека еве за брзо време ни доаѓаат постите или дека ни наближува Великденскиот или Петровденскиот или Богородичниот пост. И присетувајќи се на тоа, најважно е човек да се подготви на начин кој што ќе се погледне во огледало, ќе застане сам пред себе си, ќе го види Божиот образ во себе и со што всушност ние како луѓе го навредуваме тој Божи образ што го имаме во себе. И ако одлучиме да се промениме како луѓе, како личности, промениме кај секого поинаку делува и поинаку звучи, меѓутоа промената не зависи од тоа дека ние бевме лоши сами по себе, па дека ние треба драстично да се смениме. Туку промената треба да дојде внатрешно за ако сме правеле добри дела да ги умножиме. Ако сме потпаднале под одредени пороци да ги оттргнем, да ги намалиме и така натаму. Значи подготовката всушност настапува личносно кај секој човек. Во себе, внатрешно и единствено внатрешно, бидејќи кому и да му кажете за постот или да се обидете да му објасните, секој поинаку и на свој начин си го сваќа постот. Затоа што имате луѓе што не се држат по типикот на постот, меѓутоа многу поголемо внимание обрнуваат на останатите работи кои спаѓаат под духовен пост, отколку на исхраната. И затоа велиме дека всушност подготовката лежи кај секој човек посебно, личносно, како човек се чувствува да се подготви за текот на секој пост, а особено за Великденскиот пост. Бидејќи не треба да заборавиме, во страдалната седмица ние се спомнуваме за сите страшни работи што ги доживеа Христос покрај неговото предавство, покрај неговите измачувања и покрај расколувањето на крстот. Сето тоа беше последица на гревот, сето тоа беше последица на слабоста на човек и сето тоа беше последица на злоупотребувањето на слободата која Бог ни даде како најголем дар, што го кажавме на почеток. Дали постат е уврска за сите верници и еве како да постат старите, болни, изнемоштени лица, луѓето кои што работат физички тешка работа, а сакаат да постат? Ние во црквата имаме одредени правила кога станува збор за постот и тие обично правила, ако ги загледаме, би звучеле многу сувопарно, меѓутоа би звучеле многу реално во време кога се наменети и каде се наменети. Бидејќи
обврските што ги имаат манастирите кои ги составуваат тие типици или тие правила за постот кога се јаде, од аспект на кога се јаде масло, кога се пости на вода, кога се дозволува риба и така натаму, би виделе дека всушност тие се многу практични за тој начин на живот. Меѓутоа, како обврска, постот не сме никогаш да го наложи црквата. Зошто го велам тоа? Тоа го велам затоа што, ако кажам поинако, би бил контрадикторен на претходното прашање, кога спомнав дека секој човек личносно, индивидуално се подготвува за пост. И така, не само што ја нарушуваме слободата, а ние како црква не смееме да работиме против слободата. Всушност, затоа и Христос во моментот кога беше предаван, свети апостол Петар настапи со нож, со сила и му го исече на Малх, на слугата на првосвещеникот увото. И Христос не го охрабри и не му го потврди тоа што го правеше заради неговата ревност, туку го укори велејќи му дека зар не мислиш дека не можам да донесам 12 легиони ангели. Всушност, таа полнота што Бог ни ја дава нас преку слободата не може да се објасни ниту со збор, ниту па може некој да каже дека нешто е задолжително. А во секој случај, постот е многу важен, постот е многу полезен и телесниот пред се духовниот се разбира, меѓутоа и телесниот пост е многу важен и многу полезен за секој христијанин, а црквата секогаш е снисходлива кон болните лица, кон изнемоштените, кон старите, кон бремените, кон доилките, за кои не важи тој контекст на постот дека треба или мора денес да се јаде на вода, или мора да се јаде денес со масло и така натаму. Луѓето кои што физички не може да го поднесат тој начин на постот, не ни треба да го поднесуваат. И не се обврзани во никој случај. Меѓутоа, ако така говориме, може да бидеме погрешно разбрани дека всушност губи смисла самиот телесен пост и дека не е важен. Напротив, црквата става огромно внимание оддава на телесниот пост и затоа ги повикува верниците заради свој личен добробит да постат и да си го смират телото. Бидејќи со смирено тело знаеме дека духот многу полесно може да се бори и да работи против страстите, бидејќи постот како пост, кога ние постиме, ако го измачуваме своето тело, автоматски ние на душата си не штетуваме, бидејќи со оштетено тело стануваме погневни, понеревностни, поверски индиферентни и така натаму, и со тоа не сме постигнале ништо измачувајќи се самите, дека ние денес не сме јаделе масло, ако црквата пропишала дека во тој ден според типикот не се јади масло. Така. И сега доаѓаме до тоа прашање кое што го начнав и во самата најава, дали има духовна корист кога човекот пости и се воздржува од храна, но истовремено прави лоши работи, осудува, се расправа, критикува, шири на некој начин омраза или негативна енергија? Дали е доволно само воздржувањето од храна? Во тој случај црквата е јасна. Тука станува збор за класична диета и за тотален промашај, бидејќи нема смисла ние да нешто не јадеме, а го јадеме својот ближен. Така што, кога Бог овоплотен Исус Христос го прашуваат кои се најголемите заповеди, многу јасно, децидно, конкретно кажуваат дека има две заповеди во кои се 10 Божи заповеди всушност вклучени, велејќи првата и најголема е возлюби го Господа Бога со сето свое срце, со сета своја сила и со сето свој разум. И вели втората е слична на неа, возлюби го својот ближен како себе си. Значи, штом Христос ни кажува дека подеднакво е важна љубовта кон нашиот ближен, како и љубовта кон Бога, во тој случај се што ќе кажеме би било излишно и би било од повеќе или површно ако го нарушиме тој терк што Христос го воспоставил. И кај таквите луѓе што не чувствуваат потреба од вистинска душевна промена, постот за нив е само диета, момент кога треба да се ослаби или леле премногу јадевме месо, па сега еде одвај чекам да дојде постот, се прејадовме. Сум го говорил јас тоа, но не во буквална смисла никогаш,
ама и често е таа фраза слушана од нас свештениците и општо меѓу луѓето. Ете, одвај чекаме се прејадовме, па сега ќе постиме и ќе се изчистиме. Меѓутоа, Тоа не сме. чистењето е душевно едно, а од храната да не навлегувам сега во Така, медицински аспект, меѓутоа за прочистување на телото има многу така. понекакви начини. Така, каква улога имаат молитвата, исповета и причеста во текот на великденскиот пост? Сега, молитвата, ние кога и да говориме за постот, треба да размислиме како всушност Бог ни го востанови постот, како насушна наша потреба. Треба да стане наша насушна потреба всушност. Постот, ние знаеме дека пред да ја започне Исус Христос проповедта, беше 40 дена во пустината на пост и измачуван и искушуван од нечестивиот. И за тоа свети апостол Павле во едно негово послание, што ни верувам на сите или на повеќето во црковен и познато, го читаме на секој водосвет, свети апостол Павле вели, во она што сам претрпе од како беше искушан, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. И во друга прилика, Христос се наоѓа во една, благо кажано, непријатна ситуација, кога станува збор за еден човек измачуван од нечист дух и апостолите не успеале да го излечат тој човек и да го изгонат тој демон од него. И му доаѓаат кај Христос, велејќи му, го донесовме при учениците, но не може да го излекуваат. И прашањето е зошто? А Христос им вели, заради вашето неверие. Доветете ми го при мене. И кога веќе апостолите го прашуваат, зошто тие не можеа да го изгонат тој демон од тој човек и зошто не може да му помогнат и да го спасат тој човек, Христос им вели, овој род се истерува со пост и со молитва. И кога ние знаеме дека во иста реченица сам Господ Христос ги става постот и молитвата, тогаш не треба да станува збор за никаква заблуда или за никаква двосмисленост дека постот и молитвата се тесно и длабоко поврзани, дури и неразделни едни од други. Бидејќи не може ние да постиме, а да не се молиме. Или да се молиме, а да не постиме. Така. Како може самиот пост да ни помогне да станеме подобри луѓе во нашето секојдневно живење? Сваќајќи дека можеме да издржиме и да го преживееме денот без да јадеме што сакаме, би сватиле дека и можеме да го издржиме денот или да го изодиме патот без да сгрешиме или да направиме што сакаме всушност, накратко кажа. И сега тука ќе сумираме што се смета за поголем греф? Дали телесното прекршување на постот или лошите мисли и дела во православниот свет? Апсолутно се смета за поголем греф нарушувањето на духовниот пост. Бидејќи спомнавме предходно, телесниот пост може да биде ублажен од X причини, кај болни, кај стари, кај немоќни луѓе, кај млади деца, кај лица во развој. Ние сме биле богослови, како студенти во Македонската православна богословија и во текот на Великденски пост сме ја поставя на вода првата седмица од постот и страстната седмица. Останатите седмици сме јаделе, ни било благословено да јадиме масло, освен среда и петок во други денови сме јадели риба и така натаму, што всушност не значи дека ние како богослови сме го нарушиле постот. Ние во суштина не сме јаделе мрсна храна, туку постот станал поснисходлив за нашето време, за нашата генерација и за нашето живење. И така гледано, кога може да стане постот снисходлив од телесен аспект, тоа не би го кажали и за духовниот аспект на постот, затоа што духовниот аспект на постот е многу повисок. Во православната црква немаме мерење на гревови, не постои кантар, значи гревот е грев, нема голем, мал грев и така натаму. Тоа е една заблуда, една илузија кај човекот дека нешто може да го прави, е свесен дека греши, ама поголем грев е да направи нешто друго и така натаму. Тоа всушност ни повлекува поинакви гревови на себе.
И затоа црквата заклучува дека нарушувањето всушност на духовниот пост е од погубен карактер за самиот човек, за човековата душа. Нема никаков добробит човек, затоа што повторно ќе се повикам на Евангелието. Знаете, во богословските науки секогаш главно и централно место зазема Светото писмо, особено Светото Евангелие, Новиот Завет. И кога веќе нешто знаеме како Бог ни го кажал и објаснил лично преку оплатувањето на својот син, и кога слушаме директен Божи збор, зошто би препрашували, зошто би додавале нешто на самото тоа. И Христос не случајно, учејќи ни во Евангелието, вели од каква полза е за човек да го придобие целиот свет, а на душата своја и на пакости. Или каков откуп ќе даде човек за својата душа. Што апсолутно црквата дава до значење дека нарушувањето на телесниот пост е минорно во споредба со нарушувањето на духовниот. Ото сакаме да ве прашаме, да кажеме еден верник кој што пости, речеме ќе се умрси, ненамерно, дали е правилно да се осуди тој кој што ненамерно се умрсил и дали треба да си го продолжи постот понатака? Често пати сме го слушале тоа. И го прашуваат, нели? Често? Како свештеници, многу пати сме слушале. И за жал ќе кажам, тоа е резултат на слабата црковна едукација во народот или во нашето општество. Се измрсив не сакајќи, сега нема потреба повеќе да постам. Затоа и ви го поставив ова прашање. Многу пати сме слушнале тоа и многу често не погодува, особено зборувам како свештеници, бидејќи дошол човек во ситуација да падне духовно и наместо да се исправи и да стане, мислејќи дека ревносно прави нешто, запаѓа уште повеќе во грев. Да се омрсиме од било кој аспект, дали бил денот на вода, па ние не сме знаеле дека во тоа има масло, па сме го каснеле. И сега да го нарушиме текот на дневниот пост заради тој случај е апсурдно или крајно нелогично. Меѓутоа, сепак ќе кажам, не ги осудуваме ние како црква или не треба да ги осудуваме лицата кои што ненамерно сгрешиле во никој случај, бидејќи и тоа е еден вид на искушение, едно премрежје. А самата ревност пак кај човекот, што е и за пофалба дел, не тера нас да се свестиме или да се размислиме како луѓе, јас се омрсив, што си направив. Јас не сум достоен да поста. И тоа е првата почетна мисла која се јавува кај човекот во паѓањето во грев. И тоа не е од Бога, тоа е за жал од нечестивиот таквите мисли, бидејќи честопати со добри мисли може да не натера да направиме нешто лошо, токму и како во овој случај. И тоа не го земаме здраво за готово, не ставаме голем акцент на тоа, не размислуваме за тоа и упорно одиме во таа насока да јас се измрсив и веќе не постам. Да, се измрсив, но веќе не беше намерно и продолжувам да постам. Значи искрено покаяние. Дури и во случај да свесно се измрсиме, кога не сме можеле да одолееме на некој искушение, тоа не ни дава за право да го прекинеме текот на пост. Ќе се консултираме со духовниот отец, ако немаме, ќе се консултираме со некој свештеник. Сега барем е лесно време, црквата им е многу достапно на сите луѓе. Ќе се консултираме со свештено лице, ќе се консултираме со духовен отец. Како да продолжиме да постиме? Значи, ова го говорам и во ситуација кога ненамерно сме го нарушиле постот или несвесно, или кога свесно сме потпадлале. Бидејќи грубо и погрешно би било да се каже дека свесно го нарушив постот и веќе не треба да постам. Тоа е подеднакво важи како и за секој грев што ние го правиме свесно. Што не ни дава за право ние да извршиме самоубиство телесно, затоа што сме свесно некаде сгрешили. Или да не штетиме на некој ближен нас заради што свесно сме сгрешили. Туку и кога свесно грешиме и се
соочуваме со тој факт и се застануваме пред себе и пред Бога и покајнички се однесуваме, тогаш продолжуваме по вистинскиот пат, без разлика на тоа што сме сгрешили. И црквата всушност секогаш повикувала и повикува до ден денес, без разлика од која побуда ќе се наруши постот да се продолжи. Задолжително е, значи, постот да се продолжи. Без разлика дали свесно или несвесно сме сгрешили. Постот продолжува. Овие се деноми на пост. Јас сгрешив, што сгрешив, јадев што јадев, меѓутоа повеќе нема да го правам тоа и веќе продолжувам да постам. Да, како црквата гледа на луѓето кои што не можат да постат, но се трудат да живеат честно, со вера, со љубов? Па вака, сега дискутабилно е да зборуваме. Дали е пресуден постот? Еве класичниот пост кој што е пред нас. Да кажеме луѓе кои што не можат да постат, но си одат во црква, си кажуваат молитва, веруваат во Бог, прават убави работи и слично. Така, црквата, спомнав и претходно, е многу снисходлива кон тие работи, кон тие појави. Се разбира дека на црквата секогаш и требаат и ќе и треба додека трае овој век луѓе кои се со добри намери, кои се честни, кои се трудолюбиви, кои се фамилиарни насочени, кои се посветени на својата работа, на својот живот, на своето семејство, на својата околина. Се разбира. Меѓутоа црквата тука повикува кога правиме се ова што го правиме, зошто и да не се обидеме да постиме. Тука е оној главен момент што црквата или ние како свештеници го потенцираме. Дали сме се вистински обиделе да постиме или не можеме, или недоволно сме се потрудили. И кога човек ќе си го најде тој одговор во себе, тогаш ќе знае дали може да пости вистински или вистински не може да пости. Меѓутоа тоа е веќе прашање на и менталниот, меѓутоа и на физичкиот развој на човек. Бидејќи во великденски пости на луѓе што се со тешки терапии и така натаму им дозволува да се освен месо. Меѓутоа, ако некогаш и тоа треба, и тоа нека е. Да го запазиме ние прво Божиото во нас, да не го извалкаме Божиот образ колку што можеме, па за храната ќе си најдеме решение како и кога може и што би јадели или колку минимално би постели и така натаму. Меѓутоа, повторно ќе потенцирам личносно кај секој човек за себе. А во никој случај црквата не повикува да се заборави телесниот пост како минорен или незначаен во споредба со духовниот. Да, точно е дека духовниот пост е поважен, меѓутоа и телесниот игра голема улога. Всушност и свети апостол Павле вери верата без добри дела е мртва, така што ете некое дело нека биде телесниот пост покрај верата или покрај нашиот духовен начин на живот во смисла на подобрување или направење добри дела. Отец Лјупчо, во овој дел од емисијата сакаме да поразговараме за тоа каде ние како општество се наоѓаме во моментов, затоа што секојдневно сме пренатрупани со многу информации, со многу случувања, голем дел се негативни, има и позитивни, се разбира, но еве, дали ние како општество денес сме оддалечени од вистинските христијански вредности и како тоа се гледа во секојдневниот живот? Каде најмногу грешиме како општество? Во лицемерието со одувањата или во едноставно неемпатичноста или рамнодушноста, да кажам? Па рамнодушноста игра најголема улога, јас би рекол. Тоа всушност се гледа и во верата, меѓутоа и надвор во се што правиме. Значи, човек кога е верски индиферентен или рамнодушен, ќе си даде за право да ја сваќа верата како што сака. И не случајно имаме голем број секти што се појавуваат, затоа што да, основата е таа, меѓутоа толкуваме она што сакаме, како што не одговара во моментот, дали за публицитет, дали за така натаму. И ако станува збор за
конкретно наше општество во градот, во државава, јас би рекол дека е навистина тешко во денешно време да се биде православен христијанин. И нашето општество всушност сме ние самите. Ние сме подеднакво одговорни и виновни за сите појави што ги имаме во општеството. Како индивидуа, како луѓе, затоа што ете да речеме ако зборуваме за проблеми што се има во образовниот систем, тоа не значи дека луѓето што немаат деца или што не се студенти не се дел од тој систем или дел од тие проблеми. Напротив, во тоа општество сме Сите заедно. подеднакво сме сите одговорни. А за жал, одговорни зборот се помалку добива на значење и се заборава. И јас би рекол дека најголемиот проблем е што ние не сакаме да се потрудиме. Нашата мрзоволност е како резултат на нашата мрзоволност всушност се сите овие појави, овој општествен трулеж би го кажал. Неволно го кажувам, меѓутоа го сметам за факт и за вистина. И ова општествен трулеж е последица на сите нас и на нашата мрза и на нашиот недоволен труд. Ако гледаме колку разводи имаме, ако гледаме колку проблеми имаме меѓу младите со наркоманија, колку промискуитет имаме во младите, ако видиме колку фамилии се распаѓаат од коцки, од обложување и така натаму, ако видиме дека она што беше во моја генерација или порано како дете срамота да се каже, да не се каже добар ден, сега веќе нема никаква комуникација меѓу луѓето, меѓу општеството, не си ги познаваме комшиите, не комуницираме никој со никого. Тогаш мислам дека треба да се свестиме дека сите сме подеднакво одговорни за тоа. А пак ќе речам, одговорноста најмалку се потенцира и најмногу и најлесно се заборава. Тоа значи дека младиве, да речеме, сега помладиве генерации се оддалечени од црквата? Не би рекол само помладите, туку ете ние општествено гледано Генерално сите. проблемите кои ги имаме општествени алудираат и на помлада и на повозрасна популација подеднакво. Ние знаете кога говориме за нешто што треба општествено да го подобриме или да нешто направиме, често пати звучиме како оние квази борци за права. Значи бараме некакви права затоа што тоа нам ни следува, а не се прашуваме зошто тоа нам ни следува, туку со што би ги заслужиле ние тие права. И токму затоа светот се соочува со големи проблеми. Судот за човекови права има многу голем проблем да открие, да дознае каде всушност вистина некому е нарушено правото или станува збор за некаква злоупотреба. И кога зборуваме за едно општество, мора да ставиме акцент и да знаеме и да разбереме дека всушност почита е взаемна работа, значи почита од еден на друг човек престанува кога веќе не е возвратен. Така што ние не можеме да бараме само затоа што сме нешто. И во црквата всушност низ вековите тој најголем проблем и најголема причина за кавги и за поделби во црквата, спасението нас ни е под дефолт. И така заличуваме на квази борци за права. Само затоа што сме крстени, или само затоа што постоев, или само затоа што му дадов на некој сиромав нешто или неком помогнав, мене е должен Бог да ме очекуваат за возврат нешто. Да ме спаси. И од тоа најмногу страда и нашето општество. Тука не ги ставам само православните. Ова особено во Македонија важи за сите. Значи без разлика на националност и вера и пол и социјален статус. Значи ние општествено се заборавивме внатрешно кои сме, што можеме да дадеме како наш придонес кон државата, еве како христијани кон црквата, така натаму, ама се нешто очекуваме. А очекуваме од некој што всушност не постои, затоа што ние сме
Појдуваме од Ние сме сами општество. себе да појдеме, да. Значи мора да дадеме ние лично се Придонес. придонес за да нешто добиеме за возрат. А вака барајќи нешто за возрат од општеството, нема кој да ни возврати. Токму затоа се сиве проблеми кои ги имаме денеска и во образованието, и во судството, и во црквата, од нехигиена во градот, значи да тргнеме од најмали до најголеми проблеми општествени, кај сите, е коренот исти. Нашиот недоволен труд или нашата мрзоволност. Има ли надеж дека ќе се ресетираме како општество? Надеж мора да постои секогаш. Секогаш мора да постои надеж, се разбира. Не сме да се ставиме во ситуација да кренеме раце, што би се рекло од се, бидејќи особено како верници, како христијани, како православни, треба и да разбереме дека Христос кога ги испрати апостолите на проповед пред да се вознесе, им кажа јасно и гласно: јас сум со вас преку сите дни до крајот на светот. Така Евангелието според Матеј завршува. Така што таквата надеж не се однесува само за верските прашања, туку за се останато во животот. И ако немаме надеж, значи не му веруваме на Божјиот збор дека е Он со нас преку сите дни до крајот на светот. И што и да ни се случува нас, секогаш Бог промислува и наоѓа начин. Бидејќи Бог како безвременски надпросторен, ова што се случува меѓу нас во општеството, во луѓето, низ годините, низ вековите, поинаку и не може човек да го објасни. Затоа во псалмото што од Стар Завет тоа јасно вели: во очите на Бога 1000 години се како еден ден и како една стража во ноќта. Така. Отец Крупчо, некаде сме пред крајот на емисијата, испративме многу пораки, одговоривме, јас мислам дека на сите прашања кои што и ги мачат, условно кажано, на нашите граѓани. Ева за крај уште една порака пред почетокот на самиот пост, една генерална порака до граѓаните да се обединиме и да се приклониме кон црквата. Црквата повикува пред се на љубов, на вера, на разбирање, на почитување еден кон друг и нека повелат сите во црквата. Ние велиме нека повелат сите во црквата да ги видат богослужбите, да се обидат што повеќе да постат, да се обидат што повеќе да бидат добри луѓе. Нека почнат од своите родители, од своите деца, од својот брачен другар, од својот брат, сестра, од својот колега на работа. Нека се обидат да го осветлат денот на оно што е наспроти нив во секој можен момент, ќе им биде полесно. Не дека нема да има искушение, ќе има, ги имало. Самиот Христос бил искушуван. Меѓутоа, нашиот повик не е да бидеме суди на некого или да очекуваме да ни биде лесно и слободно, туку нашиот повик е да се трудиме во верата, да се трудиме да бидеме подобри луѓе, да се трудиме да правиме што повеќе добри дела и да се трудиме пред се да го возлюбиме ближниот како и Бога. Ако се љуби ближниот, многу полесно ќе се возлюби Бог. И ако Бог се возлюби, сваќајќи дека и нашиот ближен е лика и прилика Божја, да се изразам послободно, и него би го љубеле. И тоа е всушност повикот на црквата низ сите векови од почетокот на незиното создавање и во оваа форма како што имаме денес, меѓутоа и преку незината основа Христос. Значи, црквата ги повикува сите кон Христос. Ако ние бидеме добри, условно кажано, верници, ние ќе бидеме добри, успешни луѓе и во работата, и во колегиумот и така натаму. И ќе имаме некоја појдовна точка да се ние поправаме и така ќе се поправаме и општествено, и финансиски дури речено, и емотивно, и секај. И всушност сите овие работи кои што ги набројавте можат да го спасат светот, нели? Апсолутно. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето, на одвоеното време и на сите овие убави работи кои што не ги кажавте. Ќе се видиме повторно во следна прилика. Ви благодарам. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте дел со нашата напладне. Повторно се дружиме следната среда точно напладне на платформите на Окрит Нјуз. Поздрав!